можеше да се чуе од моја страна: Фатмир брат, те молам, направи оваа пресметка. Или кон другиот Фатмир: Фатмир брат, ако може до утре ова законско решение да го спремиме. Албанскиот јазик не е мој мајчин јазик, а сепак одлично се разбираме, бидејќи тоа е мојот братски јазик. Се разбираме бидејќи мораме да продолжиме да ги негуваме европските, цивилизацијските вредности. Скопјани се чудни луѓе. Живеат на изгор лето и кочан зима. И веројатно оттаму имаат свое специфично доживување за случувањата околу себе. Вчера баш ме сретнува еден стар пријател од Пајко Мало и ми вика: Сашо, дали знаеш дека овој господин Ташњаревиќ маме еба на све? Кој? Кој? Абе, господин Ташњаревиќ, бе, Сашо, овој Ташњаревиќ порано го имаше само на фудбал кога судијата судеше пенал, што никој не го гледа, ама сега ги опфати сите судии, и од општински, и апелационен, преку Врховен и Уставен суд. И во Управен суд го има. Абе, лом направи Ташњаревиќ, бе, никој ништо не му може. Се газат луѓе на пешачки, се силуваат и тепаат жени, се менува име на држава, се краде, се лаже, цвета урбана мафија, никој ништо не им може на криминалците. Погоди, зошто? Ја викам, зошто бе човек? Абе, затоа што другари ме господин Ташњаревиќ, бе, Сашо. Господинот се решава у корист на криминалот и ејтуците. Абе, тој Ташњаревиќ да не е србин, му викам, Србин да не е тој? Не бе, вика, каков србин, бе? Абе, во Скопје е познат као таков, ама го знаат и као Ташнари, Ташнарев, Ташнарковски, Ташнаридис, Ташнев и уште како не. А има, бе, му викам, тој нешто име, викам, вако оригинал. Како не, бе, вика, име? Колку сакаш има имења, ко мексиканец е. Луј Витон, Мито, Корумпиранов, Рекетаров, Диаванта, Уплико, Ташњаревиќ. Викам, значи он е главен за све, бе. Па со кој се дружи, бе? Абе, викаа дека со премиери возел мотор, со доктори играл карти у Хонг-Конг, со министри јадел бурек у Триса Бајле, со зелени политичари местел тендери, со уставни судии мочал у ист писоар наречен Македонија, со тајкуни купувал плацови, со вратари делел кеш, со пратеници седел у бункер додека размислувале за европската иднина на земјава. Му викам, тој Ташњаревиќ има ли, бе, викам, фамилија, Да му дам фамилијата, бе, тој бил чудо, бе. Има, вика, има, кај него у фамилија се троа станови, троа дуќани, нешто ситни деца има у Мерцедеси и БМВ-ња, ама има и неколку братучетки, мислам, актерки кои се здружени онака за снимање. А мислиш медицински сестри за плуќа снимање? Па не сега баш за плуќа, малку се подоле од плуќа, мислам 2 педи подоле од плуќа. Ама пак е со тест за плуќа, се дува, се снима и после пациентот му се јавува на господинот Ташњаревиќ да му ја наполни торбата, нели? Нешто као Коледа, ама за плюс 18. И што да правиме сега? Има ли чаре за тој Ташњаревиќ? Има, вика другар, има чаре. Да се оцелиме сите во Шведска, во Данска, во Норвешка. Таму е ладно. Таму му е ладно уствари на него, тој не смее да дојде, затоа младиве сите таму си отидоа. Чекај, му викам, па нели ние сме северна, како кај нас вирее тој Ташњаревиќ ако е ладно? Вели, ние не сме на ладно како нив, ние сме само оладени у глаите. Ај, чао, отидов ја да се видам со него, син ми има испит за полагање на факултет. Зари ти, бе, сине, бруте, си викам со Ташњаревиќ, И си го фатив патот, да ви кажам, за Шведска. Кравче мое, млекодавно. Сега ќе ти раскажам една многу убава приказна. За добра ноќ. Или кошмарна ноќ, сега зависи како ќе ја сватиш. Па види, бе, сладки, кошмарите се сега нормални, секаква слично со вистинските кошмари е сосема случајна, сладки. Еве приказната, начули ги ушите, напрчи ги роговите. Си беше, сладки, еднаш една мала земја, која ја вика Република Северна Волкаебина.
Прво беше нормална земја, па и направија војна, па после тоа дојде режим, па хибриден режим, па сега е џамити, нели, демократија со недостатоци. Знаеш како ти е таа демократија? Мека неолиберална диктатура. Шиемуга ѓура, што викаат овие комшиите од север Србија. Сакаа да кажат со тоа дека земјава е со фалинки, што би рекле, нели, старите. Во таа измислена држава Северна Волкоебина, слаки моја, имало многу фалинки. Фалинки во глата, фалинки у мозокот. Народот имал фалинки у џебот, преполна била со фалинки. Но оваа измислена држава, слаки, била многу горда на своето судство. Имала такво судство, што представувала пример во светски размер. Значи, толку убаво праведно судство имала таа северната, што просто правдата свршвала да биде задоволена во таа северната. Не ѓела во ниједна друга, нели, држава да биде задоволена, само во северната сакала да се задоволена. Ево, таа држава, слаки, имало крадачи, криминалци, кои не лежеле затвор. Боже пази, никако бе. Во таа држава, слаки, се одело во затвор само за украдени 100 кебапи, 10 тегли аева, нели, погрешка, нели, ако те намести судија или адвокат. Или може да те намести обвинител, не е проблем. Ама најдобра варијанта е бум-бум, трас-трас, нели, тоа е. Да те наместат, нели, бум-бум, трас-трас, да те наместат за премиер, обвинител, судија, адвокат, нели. Оти во таа измислена држава од нашава приказна, замислете, шефот на специјалното обвинителство бил во затвор. Бил во затвор, слаки! Слаки бе! Абе, у затвор бил, бе. У затвор бил, а после у специјално обвинителство, мислам, обвинител. И фаќа црквата, како може тоа? Да, бе. И во неа постоел така наречен зелен имунитет. Ти си по ова зеленово, знаеш, она, нели, тоа. Знаеш ти тоа, како иде со зелена тредичка. Например, како бил тој зелен имунитет, слаки? Законодавството на таа земја не опфаќало членови на зелениот клуб на екологисти на таа Северна Волкоебина. И тоа е направено по урнек на американските војници кои не одговараат за сторен криминал во земјите домаќини, туку ги опфаќа само домашното право. Нели за зелениве, овие у таа државата најверојатно е надлежно Министерството за правда на Мадагаскар. Не на таа Северната, на Мадагаскар, на Сенегал, на Чад. Таму е све зелено у ПМ, мислам. Ова измислена земја, слаки, имала и уставен суд, и уставни суди имала, ама они биле ненадлежни за се што се случува. Надлежни, слаки, да ти биле само за предметите на сјуприм лидерот. За примање на плата и за дрвење на седници со глупости. Може да се каже дека во оваа панафриканска земја немала уставни суди, туку усрани суди. Суди кои биле толку усрани и затоа се прогласиле за ненадлежни. Надлежни биле само за потрошувачка на тоалетна хартија, за друго не биле надлежни. И кога во собранието на таа Волкоебина бил избран некој си Таљо за председател на собрание, со дигање, нели, на две раце, во општ хаос, нели, со подпис на неовластен пратеник Мрси Мудовски, со десетици прекршувања на деловниот и уставот, усраниот суд на оваа Волкоебина земја се изјаснил дека тоа нема карактер на пропис и не може да биде предмет на уставна оцена. Инаку, кај нив уставни оценки, да ти кажам, се давале само на кучиња на изложба, но не на нелегален избор на председател на парламентот. Не, тоа е никако. Битно е како на шарко му стои опашката, а ако е свитка на меѓу нозе, усраниот суд дава оценка 5, цаци Б, шампион на Северна Волкоебина. Така е кога судот суди, нели, без педигре. А ова иницијатива е безпредметна, рекле од усраниот суд на ова измислена држава од нашата приказна. Па да, само платата и привилегиите се предметни, а да се дискутира за некој од зелената елита кој е узурпирал демократијата, тоа не пали, не е дозволено тоа. Во оваа држава се отидено во 300 мајчина.
и обичен, и апелационен, и уставен, и фудбалски суди, и суди за кучиња, и судот на судбината, се е испревртено, дури страшниот суд не функционира кај нас, оти да функционираше ќе беше овде Рај Швајцарија ќе беше, да функционираше страшниот суд, ама и тој и тука не работи. Се е испревртено, се наопаку, се погрешно, нема допир со правдата. Абе, кој видел лајер од правда, бе, слаки, бе, правда има само во приказните, ама не и ова наша приказна, слаки. Најголема среќа за сите нас е што ова е само приказна. И земјата е од бајките. И судот е од бајките, слаки. Само срањата останаа наши. УЧК ја води владата на Република Македонија, УЧК го води собранието на Република Македонија, УЧК ги води општините во Република Македонија. Наши команданти кои што војувале во 2001 година денеска ја водат Република